Владата не покажа 2,5 години дека воопшто има дослух со граѓаните и со потребите на граѓаните и на животната средина воопшто. Ова вчера беше само јавање на еден бран, на една група од активисти која што се појави со една хумана намера да помогне во чистењето на локации и да ја буди таа свест кон пристапот кон животната средина. Сакаа да се јавнат на тој бран и да се закитат со некој политички поен дека имаат некаков дослух со граѓаните и со нивните потреби. Ова не е ништо што е направено, значи тие воопшто немаат ни една бројка да се пофала да кажат колку илјади метри кубни ѓубре собрала вчера таа 40.000 администрација која што искочи да го прави да ја прави оваа акција. Вака се, ние имаме меѓународни извештаи кои што се нотирани слабостите на нашава држава во поглед на животната средина. Најсвеж пример би го посочил од минатата година, значи за 2018 се однесува, тој извештајот на Европскиот врховен ревизор Евросај. Таму се наведени сите хендикепи на нашата влада, на нашиот систем. Значи, според Евросај, системот е неорганизиран, буџетот несоодветен, нема координација и соработка на институциите и нема контрола врз мерките. Инспекциите не се координирани. Имате недостаток од ЕУ директиви и нивно имплементирање. Ова сето кажува дека администрацијата и нефункционалноста на државниот апарат е најголемиот причинител на загадувањето во Република Македонија од било кој аспект. Не само на воздух, вода, на секој аспект од живењето, државниот апарат е најголемиот кривец. Сите системи, сите општества секаде ги канализирал системот, значи апаратот, функционалниот апарат на тој систем, така да граѓаните јас би ги ставил на последно место како гривци во оваа работа. Ако имаме ние апарат кој што е функционален, нема никој никогаш да се осуди да направи некаква белја, нема никој никогаш да се осуди да фрли нешто на несоодветно место и така натака.